Попо што ја заклучуваше попадијата дома кога беше на работа. Чита Александар Станојков. Си имал еден поп, една многу лична попадија. Секој излегување попот оди в црква, али на друго место по работа, ќе ја заклучеше попадијата в куќи да не излегуваат од куќи надвор, да не нешто ја видат светот и помислат лошо за неа. Денеска, утре, поминало многу време што ја затворил попо попадијата. Сирота попадија се чудела што ја нашло да живеете псана, заклучена дома, да не можете да излезите од куќи надвор да се види и разговори со некоја жена. Му рекла еднаш на попо: "Море попе, јас туку седам и се чудам со тебе, со ова што ми го правиш, задека ме држиш заклучена мене во куќава како во некоја псана. Што кабет сум ти сторила? Те молам, жити венецо што го имаш, ако не ми кажеш." "Како да не те заклучувам, мори попадие?" и рекол попо. "Кога си најлична од сите жени во градов?" "Ами ако сум била лична бре попе да псана да бидам заклучена и бидуат? Кој маш како тебе си ја заклучува жената? Или јас сум душа, сакам да излезам по надвор, да појдам до црква, кај што одат сите жени, да се поразговаравам со другачките мои што сум имала. А пак, ако мислиш ти оти со заклучувањето твое што ме заклучуваш да ме дочуваш од некое лошо, што сакам да го правам, тоа крени си го од умот, оти овде кај што сум заклучена можам да ти сторам што е најстрамно и да не можеш да ме сетиш. Како ми таткоа душа попе, да сторам ниет, те правам што пустина да ватиш вака да знаеш. Гледај, дури ти велам јас евала, да од која ќе речам илјала, беријата ќе си ја најдиш," му рече попадијата и го остави. Димори попади. Зар со тие збори сакаш да ме кандисаш да не те заклучуваме, да те пуштам ајмана да шеташ како пусто гоедо? Дори стои глава на рамена, јас нема да те пуштам да шеташ по сокаци. За кој да те види, се да те окара дека си ми убава. "Море попе, што се правиш будала, дека ќе ме виделе светот и после ќе ме окарале, ами дека ќе ме карале да што може да ми сторат? Кога сум препашена сунечка, кога сум си јас честна, од никого страв ќе немам од светот, шум ти полни очи ќе имаат и празни раце. Да ела дојди си на памета, не заклучеме, оти пишман ќе видиш," му рекла и заќутала. "Пишман, не пишман, јас ќе те заклучувам попадие и друго ништо," му рекол попот со будалски ум што си имал. Попадијата, бидејќи умитра беше, скроела еден тертип за да се премажи и друго чаре не бидувало. Имало еден маж од брго време што станал доец, па пак тој маж, кога бил ерѓан, ја сакал попадијата кога била чупа да ја земи за невеста. Арно, ама, таткојот попадијата бил пеан човек, тики ќеф имал за попеан од него, да ја мажи ќерка си и затоа беше ја дал да биди попадија. Мислејќи попадијата ти може пак да ја сака да ја земи, при се што била попадија и бидејќи бил комшија, со еден зид и делало со куќата, копала зидот и отворила на дупка колку да може да се воври за да излезит надвор в куќи у комшијата. Земјата што ја копала, сета ја послала под ругузина без да се сети попот, а на дупката кај што била си наредила перници и од која се видела со комшијата попадијата, си се кандисале да се земат и со каков марифет му кажала попадијата да направи комшијата. Една утрина зел комшијата едно јаболко поголемо и му ошол на попо. Му дале доброто утро, сторија здраво и живо, и стана комшијата просто симна капата и му бакна раката на попо, постигнал в пазуа и го изваи јаболкото, та му го подаде на попо велејќи: "Да ме повелиш, оче, вечер да дојдиш кај мене на вечера и да ме венчаш. Оти ќе се преженувам за една вдојица." Да имаш да повелиш комши, да имаш да повелаш ајрлија, од кога се сврши, од кај сврши невеста? Домаќинка е некоја навидом, али некоја расплетена? "Не е расплетена, оче свети," му рече комшијата, "туку баш домаќинка, а пак навидум, оче свети, нема уште една друга како неа. Во лице, во снага, во очи, во веѓи, во годиње, цела е како твоја попадија, Господ да ми тија и поживит и век со неа да си ќердосаш. Туку седам и се чудам, оче, како Господ ми наврте. Колци на неа сака да ја земат и му се валја на татка е, дури да ја грабаат со сила, за дека беше толку убава. Арно, ама ете, мој късмет бил.
Ноќеска во ниедна доба си појдов и си ја зедов без да види некој човек. Да те молам, оче, побрго дојди вечерва да ме венчаш. Дури не разбрале тие што сакаа да ја грабат, оти ѓаолот ни орат ни копат, да не надупит некој од грабачите некого и да ми дојдат да ме ја грабнат. Да за тоа те молам, оче, и еве напред ќе ми ти платам и надплатам вудве ако што ти ми ти чини, само и само побрго и никому да не кажеш. И знај, оти сум зел вино од тоа што го милуваш ти. Кога виде попов вудве плати и кога чуот имал вино комшијата од тоа што го милувал тој и на вечера го канит, од кога го испрати комшијата, рипна на нозе, грабна петравилот со требнико и ја заклучи попадијата в куќи и отиде комшијата да го венчат. Дури да појди попо кој комшијата дома, попадијата се испроврте низ дупката што беше направила во зидот за у комшијата и беше застанала во еден ќош до катот со рацете оспреди и да гуве како млада невеста, да се страни. Влегол попов куќа и седнал на столка и огон. Гледа тенџериња кај варат со манџи за вечера. Му подал комшијата една чаша раќија од најуба и од која блосуил попо невестата, ја кренал та ја испил. Во пиењето раќијата ја виде во ќоше невестата кај гувееше и веднаш се сетил и си рекол сумот сам со себе. Море, оваа невеста, попадијата ќе бидит моја. Ја чекај да појдам дома да ја видам дали е заклучена. Дури да појди дома попо, попадијата се испроврела низ дупката и си седнала да си плете чорапи, како кога си отиде попо, ич како недоветна си плетела. Дошол попо и надзрел низ пенџере да види дали е тука попадијата. Ишо, каква работа ќе биде това? Неа попадијата в куќи кај си плети чорап. Не била таа. Ја чекај да појдем да го венчам која е така. Си рече попот сам со себе и појде кај комшијата да го венчат. Попадијата пак се воврела и застанала во ќошот како напред. Дошол попу комшијата, седнал на столот и ватил да и се пули на новата вдовица. Туку седит и се чудит пусти поп и пак да си вели сумот. Море, оваа жена попадијата моја е и друго ништо. А да го прашам комшијата, не знам како да правам. Да е, да не е. Ти ќе да се сторам за срамот. Ја чекај да појдам уште еднаш до дома да видам попадијата дали е дома. Комши, јас ќе појдам до дома да ја зедам другата книга што се венчаат с доецот и оваа што ја зедове за Ерѓен. Појди, оче, му рече комшијата, ама те молам побрго дојди да се сврши оваа работа, да после да се курдисаме на вечерата. Отрчал попот дома и пак ја нашол попадијата кај си плети. Трети пат пак така направил и влегол в куќи при попадијата. Мори попадије, и рекол, туку седам и се чудам со вдојцата од комшијата што ја зел. Ами заошто се чудиш, попе, зар малку вдојци си видел и си венчал, ти кина од комшијата се чудиш? Мори како да не се чудам, попадије, кога цела си ти, мори попадије, ја рече попот. Вали шта снага во се, јас се убавав да не си ти ќе 3 пати со се сега кај идам овде да те видам, али си дома, али не си. Море попе, за срамота ќе се сториш ако те сети комшијата, му рекла попадијата. Ами лели ти кажуваше комшијата од утрина кога те канил ти препсала како мене жената што ја зел. Зар едно брзо магари има, бре попе? Да, ами колку брзи магари има на векот, да и жени што препсаат на лицето и на се. Трчи попе, венчај и гости му се, ако има посладка вечера и некоја винце режоито, да не туку иди да ме гледаш мене кога сум ти дома со 2 клуча заклучена. Од која чу тие збори попот од попадијата, се увери на здраво, оти не е таа. Си зел некоја друга книга за да му каже на комшијата, а за книгата отишол дома да ја земи, а не за друго нешто. Пошол и ја венчал. По венчанието попадијата си влегала во одаја и попо се курдисал да вечера. Му ударил комшијата лутата раќија, а после виното. Лаком бидејќи, попо се напил поеќе винци и се опил како дрво се сторил. Зел комшијата, таму обрикол брадата, главата, го наприл што да се чуди што го нашло. Го променил во едни бели шајачни алишта, му клал еден ќулав на глава, му врзал еден алов појас, му стегнал еден силјав одспреди, му врзал едни опинци на нозете и го оставиле под трем да спиет, пијан како дрво и набраен на кумита.
Спал што спал пијан попо и во зората беше се разбудил, чунки учен бил секој ден да станува во зора за да оди в црква. Рипнал од постела и без да се сети каков ет, трчал кај чешмата во дворот да се измие образ и да оди в црква. Си извел ќулаот од глава и го оставил на ќутукот од чешмата и начекал врацете вода да си врлил на лицето да се измие образ, тргнал со рацете надолу за да измие брадата. Гледат во рацете, брада не му влезе. Уште еднаш тргнал, се најде без брада и без коса на главата. Брејана сум, си рекол сам со себе. Јас имав брада синоќи и долга коса, ами оти сега да немам. Ана, да не сум јас попо? Мислејќи во себе така попо, се опули во ќулаот, се виде во сето облекло, кога се виде со пиштоли за појас, на чудо беше станал. Си рекол сам со себе. Ми каква ќе биде оваа работа? Јас сум попо, али не сум? Не ќе бидам јас попо, Ами ако бев јас попо, каме ми брадата, косата и расата и камилавката? Ами овие пиштолите кај си најдоа на појасов? Кумита треба да сум оти ќулавка, еве со алови шами каде е преврзана. Така. Кумита треба да сум. Ја чек, како ти Бога, да појдем кај комшијава да го прашам да видам што ќе речи, али јас сум попо, али некој кумита сум. Во тоа време, комшијата со попадијата гледаа сеерни с пенџере попо што ќе правите. Дошол попо на врата и едно приклукал, дал вик комшијата. Луѓе, комши, да видел Господ дали има жив човек да ми дојди на помош, оти кумите рамени влегоа дома, ќе не пленат. Кога чул попо тие викотници, море си рекол. Вистина сум бил кумит. И трештил низ порта да бега. Поодел по сокак и пак се вратил, та пошел кај својата порта и клукнал да му отвори попадијата. Едно чула попадијата портата и дала вик по комшиите. Кога чул попот и попадијата вика по него, тогај веќе се уверил ти вистина е кумита и трештил, та побегнал в планина и се здружил со друзи комити и таму кости оставил. Без си бараше, два си најде.